за да создадат ученици, личности со отворени хоризонти за нашата едина. Драги наши наставници и родители, овде сакаме да ви се обратиме и да ви се заблагодариме и вам за сета несебична подршка која ни ја пруживте и не охрабривте, заедно да го здодиме овој трнлив пат на знаењето и учењето. Да не должиме многу, сакам да цитирам една мисла од Малком Екс која вели: образованието е пасот за едината, бидејќи утрото им припаѓа на оние кои од денес се подготвуваат за него. А сега, дозволете ми да го поканам директорот на нашето училиште, господинот Горан Мелков, да ме поздрави и да заземе збор. Поведете, почитуван директор. Почитувани гости, наши наставници, родители и ученици, добро вечер. Вечерва со нашата завршна програма и настапот на учениците од пето одделение, заедно со вас да им посакаме со многу одлучност и подготвеност да зачекуваат понатаму во нови одделенија и секако на деветите одделенија во нови средошколски училишта. Со силна енергија и интерес како и талент да покажат се што умеат и знаат да постигнат. Во оваа пригода би сакал да им се заблагодарам на сите наставници кои вложија труд, внимание и многу посветеност во растот и развој на личноста на учениците, изградени со знаења, умења и интерес кон постигнување за овој процес. Нивната интеракција и соработка со родителите возможува учениците да стекнат самодоверба и да ги искажат своите дарби кои ги носат со себе, а со тоа да не се свесни. Визијата кон современите наставни процеси, како и многобројните фоннаставни активности и иновативноста на одделни надарени ученици се показател дека во нашето училиште учениците од година по година покажуваат интерес кон учењето, надпреварувањето, како и кон напредувањето со примена на нови методи и технологии. Почитувани родители, вашето присуство во голем број е добар показател дека имате одговорност и почит кон нас како образовна институција, но истекната добра. Ви уверувам дека и понатаму да се трудиме да не ја изгубиме. И завршам со да мисля на Владимира Николај. Ако патниците знаат колку камења има во програмата и колку има зрно песок во таа кадрама, и ако ги знаат имињата на сите дрвја и сите трески кои растат во крепата, тоа знаење нема да им помогне во ништо, ако не знаат од каде започнал успехот и каде ќе ги поведе, од каде тргнале и каде оде. А сега дозволете вечерва заедно да ја последиме програмата која нашите ученици со многу љубов и ентузијазам ја подготвија, но и да ги последиме и добивањето на наградите за најуспешните ученици од деветите одделенија и нивниот најдобар ученик на генерацијата, кој беше избран со критериумите и освоените бодови според изготвениот правилник од нашето училиште. Ви благодарам. Во ово училиште, да бидеш равноправен и ги уживаш сите детски права. Со една таква гордост ќе оживотворат нашата цена учениците од пето 3 одделение под менторство на наставничката Даниела Ангеловска-Георгиевска.
чест и мило да чувате на памет на успехи. Допаки, да продължите нещо да започне нашите предходници и да го оставите момент на нашите следвеници. Со примери, какви ще имаме до генерациите, кои се най-заслужени, за добро да го представят нашето училище. Чест и задоволство и да се дават такви награди на нашите наемни. Да им посакаме да бидат по-успешни во своите преговори, да бидат ученици на генерации, да бидат студенти на генерации. Тие да ја градат нашата идея. Уште еднаш голема благодарност од општина Делчево и од името на градоначалникот на општина Делчево за Елена Ангеловска. Само да кажем дека наградата од општина Делчево е стипендија 9 месеци по 2000 дена. Браво! Почитувам директора, почитувани наставници и вработени. Ви благодарам и чест ми е, што ме удостоивте со наградата ученик на генерацијата. Оваа титула е круна на моето досегашно знаење и успех, но и голем почеток и поттик за понатаму да бидам меѓу најдобрите. Ви благодарам. А со тебе, Андрей, ќе се караме? Зошто, наставничке? Зошто вчера не беше на училиште? Јас, наставничке, вчера не бев на училиште, бидејќи баба ми беше болна. А не доаѓаш на училиште, бидејќи баба ти била болна? И дома почнавме да се соодеваме. Почнува да глуми таа стара. Ајде, како што реков, да се вратиме на темата. Секоја книга, секоја лектира има своја Ајде да ми каже некој еден пример. Ајде, Милена. Епа, наставничке, еве вака. Продучетка ми вики, ниту пак во средно, ниту пак во основно, никогаш не добиваше високи оценки, па и ние не мисле
Браво, Милена, браво. Айде сега некој друг пример. Айде, Християн. Епа, наставнички, сега овако да ви кажа. Татко ми купи 20 колкушки и еден кукушарник ми ги фати една болест пипка и си ти изумне. И ева го сега дома лежи без пари и без колкушки. А Християн, каде е тука на рабоучението? На рабоучението е дека наставнички домашниот тесък не излезува на пазар. Браво. Учениците от пето отделение под менторство на наставничката Елизавета Чабирска ќе ви ги разберат вашите сликавања за еден успешен евровизijski настав на познатата музичка група Bonije. Thank